денеска пред македонската јавност ќе отвориме неколку прашања по однос на можен тежок финансиски криминал во кој што се вклучени Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии. Се работи за добро разработена шема на излекување на пари по однос на поврат на данок на додадена вредност, кои што се бројат во милионски суми. Па, почитувани, ги отвараме и поставуваме следните прашања кои што мора да добијат одговор. Дали фирмите Арена Метал, Джокс Премиум, Нетком Плюс, Винас Текстил и Сакаов Транс имаат вкупен поврат на ДДВ за само 5 месеци во 2020 година од фантастични 320 милиони денари или 5 милиони и 215 илјади евра. Дали во овие фирми вкупниот поврат на ДДВ ги надминува сите уплати во трезорот по сите основи? Дали во овие фирми повратот на ДДВ за 4 месеци е поголем од најголемите странски инвестиции во Македонија, иако овие фирми не се извозно, односно имаат нула извоз во 2020 година? Дали, например, вкупниот промет на фирмата Сакаов Транс за 2019 година е околу 850.000 евра, а повратот на ДДВ за само 4 месеци и е поголем од тоа, и дали постои фирма во Македонија способна да има толкави залихи? Дали кај овие фирми УЈП врши контроли и колку се тие контроли веродостојни? Дали Царинската управа може да докаже дека роба во вредност од над 25 милиони евра за само 4 месеци е увезена во Македонија од страна на овие фирми и дали за истата е платена царина? И финално, дали за сите овие фирми се поврзуваат со контроверзниот струмички бизнисмен Ристо Крмзов, во чија собственост е и фирмата фамозната Вила Парк, омиленото место на фамилијата Заеви за собирање на рекет. Имено, се работи за 5 струмички фирми, сите собственички поврзани, а според нашите сознанија, ова е добро разработен систем на излекување на пари од буџетот на Македонија и е тешко кривично дело. Почитувани, изборот е меѓу обновата, која што ја носи ВМРО-ДПМН и измамата која што имаме со Зоран Заев и со СДСМ. Македонија не заборава, народот ќе ја направи разликата. Ви благодарам.